На крајниот југозапад од нашава република е распослана Охридската котлина. Неа обградуваат повеќе планини. Една од нив е и Галичица. Оваа планина е како бедем поставена меѓу Преспанската и Охридската котлина. Првата е повисока од втората за 158 метри. Токму затоа и се предпоставува дека Преспанската котлина го напојува Охридското езеро со вода преку подземни канали и пукнатини во внатрешноста на Галичица. Кај местноста Свети Наум има повеќе главни врутоци со изобилност поголема од 30.000 литри во секунда. Ова се и изворите на Црни Дрим. На самиот почеток овие извори формираат езерце. А и во него, во езерцето, од сите страни клокотат извори. Праисконски мир владее на целиот предел од Малото езерце. Тој мир, измешан со убавина, не кани да го снимаме, не моли што подолго да останеме со камерата крај него. Растителниот и животинскиот свет што живее во водата која никогаш не го поминува 12-тиот степен на Целзиусовата скала е многу чуден и интересен. Создал единки кои се по форма необични, долги и разнобојни. Таков е подводниот свет на оваа мало езерце. А на неговата површина играат езерски птици како да сакаат да ја надополнат глетката, а со тоа и убавината над пределот. Истекот на Малото езерце, што го создаваат изворите на Црни Дрим во Охридското езеро, е токму под мостот низ кој минува патот за манастирскиот комплекс и црквата Свети Наум. Словенскиот просветител Наум Охридски во Лихницките страни и Деволскиот ливон, крај Белото езеро, дошол во 893 година, во времето кога Климент бил поставен за епископ на Трембица или Белица. Тука тој учителствувал 7 години и го подигнал овој манастир со црквата посветена на чиноначалникот Архангел Михаил и на сите небесни сили. Денешната црква што ви ја прикажуваме, веројатно настанала во 16-тиот век. Во текот на вековите е доградувана и преградувана, додека не ја добила сегашната форма. Доживеал мошне длабока старост, а пред крајот на животот се помонашил.
počinal во декември 910 година и бил погребан овде, во неговиот манастир. Зографисана е капелата со гробницата на Свети Наум. Во горниот ред е прикажан циклусот Чудата на Свети Наум. Во народното предание Наум Охридски е доста познат како чудотворец. Во едно житие се наведува дека протерувал бесови, како и дека лекувал секакви рани и болести. Во црквата Свети Наум постојат повеќе фрески, икони, литографии и дрворези во кои Свети Наум е прикажан во разни позиции. Ете, на пример, на оваа фреска се гледа како тој прави лекови. На една друга пак е прикажано лекување на умоболни пациенти. Неколку фрески има на кои е Наум прикажан како прави добрини на луѓето, лекува болни, скротува диви животни и ги маѓепсува луѓето со својата кроткост и разум. Хагеографските чуда што ги правел светецот се помногубројни во народното предание отколку што се прикажани во фрескосликарството. Особено во најразлични варијанти е прикажано преданието за мечката што ја припитомил Свети Наум и ја натерал да ора 3 години наместо волот што го изела, всушност додека не порасне младото јуне. Во големиот дрвен иконостас, кој е украсен со мощне стилизирана и бојадисана плитка резба, како што забележувате, недостигаат 20 икони, сите работени од еден мајстор во 18 век. 2 века го красеа овој иконостас. Една вечер ги снема. Беа украдени. Наследувајќи ја традицијата, манастирот Свети Наум од 1662 година па се до 50-тите години од овој век бил болница. Всушност имал простории во кои лежеле и се лекувале психијатриски случаи по истите методи со кои лекувал и Наум Охридски. Ова е првиот километар на Црни Дрим како река. Натаму, низ Охридското езеро, 30 километри ќе биде невидлив. Иако велат дека во езерото е тој видлив од една одредена височина. Имено, ако се гледа езерото, ќе се забележи права линија низ целото езеро, чиј почеток е Свети Наум, а крај устата на Црни Дрим во Струга. Како што езерото е најголемиот старец во Европа, така и охридската флора и фауна денес се третираат како реткост, а Охридското езеро во науката се дефинира како музеј на живи фосили. Овде природата била дарежлива, но и милозлива, па го зачувала езерото неговиот жив свет со флората и фауната да остане таков каков што бил пред милениуми години. Охридското, заедно со Бајкалското езеро во Сибир и Танганјика во Африка, е едно од најстарите езера во светот. Неговата површина изнесува 348 квадратни километри, долго е 30 километри, широко 16 километри, а длабоко 286 метри. Неговата природна чистота и незагаденост овозможуваат видливоста да биде до 20 метри длабочина. Надморската височина, над која се простира езерото, изнесува 700 метри. Има околу 156 сончеви денови во текот на годината,
а температурата на водата во летните месеци достигнува до 24 Целзиусови степени. Следејќи го дримот по езерото, од десната страна на брегот, Лазо Ристевски од село Трпејца ни ја откри пештерната црква Свети Никола. Никаде немавме прочитано за неа. Ги снимаме остатоците на средновековниот живопис, што имале можност да го видат само многу ретките рибари од овој дел на езерото, и критички размислуваме. Дали ние, со ваква негрижа кон културното наследство, не правиме ризик да си го избришеме сопственото минато? Со векови овој живопис опстојал, но не може уште многу да издржи. Забот на времето го прави своето. Погрешно е мислењето дека Охридското езеро добива вода само од изворите на Црни Дрим. Меѓу Свети Наум и селото Тушемиште во Албанија, на должина од 5 километри, во езерото се влеваат околу 80 извори кои се подарежливи за 15 пати од оние на Црни Дрим. Ние регистрираме еден богат извор од подножјето на Галичица во непосредна близина на селото Трпејца. И додека ги следите кадрите од тој извор, да кажеме уште дека Охридското езеро го напојуваат со вода и многубројни сублакустриски извори од длабочината на езерото. Пределите околу овие извори се најомилените места за живеење и за мрестење на паструнките. Нашиот водач по езерото Лазо Ристевски ни посочува една карпа и ни ја раскажува легендата за неа. Двајца браќа, вели тој, седеле на врвот од карпата и жолчно се карале. Во еден момент севнале и ножевите. Црвената крв што потекла како река, оставила неизбришлив белек врз белите камења. На нецел километар од селото Трпејца, на самиот брег од езерото, во подножјето на една карпа што се спушта вертикално до брегот, на место недостапно да се стигне со автомобил, ами само пеш, со чамец или со брод, и се разбира од воздух со хеликоптер, се наоѓа црквата Света Богородица Захумска, подоцна наречена Заум. Изградена е во 1361 година. Ние ја бележиме заради архитектурата како е градена. Со своите елегантни форми, интересните детали и разните комбинации на фасадата изведени во Тула, се вбројува меѓу најубавите охридски цркви. Надворешната обработка на оваа црква потсетува на црквите Свети Климент и Свети Јован Канео во Охрид. Таа има елегантни форми и убави детали
koji se istaknati su употреба на различни комбинации на тула, што особено паѓа во очи на кувето и фасадата. Најубава потврда за тоа нека бидат кадриве што ви ги прикажуваме. Охридското езеро има елипсовидна форма. Неговата поголема оска во правец Свети Наум Струга е долга 30,5 километри. Ова езеро е и најдлабокото од сите други езера на Балканот. Во Охридското езеро се забележани 146 видови организми. Тие се ендемични и живеат во различни услови. И додека го следите риболовот со посредство на блинкер, да кажеме дека во Охридското езеро живеат 3 видови риби. Пастрмка или салмонида, јагула или ангулида и бела риба или ципринида. Пастрмките и јагулите се диви видови риби. Пастрмките се застапени со 2 вида – летница и белвица. Оваа што сега ја гледате е летница. Оддалеку е препознатлива по црвените дамки што ги има по телото. И охриѓани, и стружани, кога се зборува за пастрмката, ќе ве убедат со своите раскажувања дека летницата има 3 вариетета. Најпрвин летна, потоа пештанска, што живее и се лови најмногу во близината на селото Пештани, и струшка, што се лови во струшкиот дел на Охридското езеро. Струшката е и зимска. Престојува околу Струга и реката Црни Дрим, покрупна е, а со тоа и повкусна. Годишното рибно производство на Охридското езеро изнесува околу 257.000 килограми. Иако порабена со високи планини, Охридската котлина е сепак добро поврзана со соседните области. А како настанала? Одговорот е тектонски, со вертикални спуштања меѓу раседи со меридијански правец на протегање. Има многу легенди за настанокот на Охридското езеро. Сакам да ви раскажам една од нив. Во одамнешни времиња, вели легендата, Охридската котлина била рамница. Всред полето имало чешма што се викала Истечник. Навечер, секој пат ја затворале. Само еднаш една стара баба што последна полнела вода, изумила тоа да го стори. Чешмата течела, цела ноќ да го наполнила полето. Настанало езерото. Најниско било во пределот на Струга и таму се излеало преку Црни Дрим, инаку ќе настанело поплава. Некогашниот Илирски и антички центар и едно од најстарите жаришта на старата словенска и средновековна култура, стариот Лихнидост, а сегашен Охрид, е еден од живите градови на брегот од Охридското езеро. Во сите изминати векови на неговото постоење се раѓале и исчезнувале многу цивилизации. И секоја од нив, како белег на своето постоење, оставала по една или повеќе градби,
за сите заедно да ја создадат душата на градот. А што е душата на Охрид? Дали е можеби Самуиловата тврдина, што го зафаќа целиот Охридски рид и представува еден од најголемите средновековни градови на територијата на Македонија. Тврдината и кулите на Самуил горе на ридот и излезни точки за грабежи и спомени ги има покриено тревата. Долу, во подножјето на кулите и тврдината, благородниот Охрид ги распослал куќите со убави сводови и керамиди, радост за очите на посетителот. Или можеби душата е црквата Свети Јован Канео, архитектонски украс на западното крајбрежје од езерото, што стои на високата стрмна карпа од каде што се шири еден од најубавите хоризонти врз водната површина на езерото. Тој станал еден од символите на древниот град. Свети Климент, храм сместен во стариот дел на градот, сосема зачуван средновековен споменик на Охрид. Над влезната врата во оваа црква, во припратата, запишано дека ја изградил како своја заветнина и ја посветил на Богородица Перивлептос во 1295 година, зет му на Андроники II Палеолог, византискиот војсководец Прогон Згур. По претворањето на Света Софија во џамија, оваа црква станала соборна црква на Охридската архиепископија, а со преносот на моштите на Климент од Свети Пантелејмон го добила своето денешно име. Има ред џамијата, изградена на темелите на Климентовиот манастир Свети Пантелејмон, кој во 893 година како своја задужбина го изградил Климент Охридски. Токму овде се наоѓал првиот словенски универзитет, жариште на словенската писменост и култура, место каде што се поставени и темелите на Охридската книжевна школа. Овде првите писатели на македонските словени ги пишуваа литературните творби. Овде се и неговите мошти, гробот на Климент Охридски. Или можеби душата на Охрид е големата базилика Света Софија, најголемиот и најзначајниот зачуван културно-историски споменик на Охрид, без кој не може да се замисли ниедна антологија на сликарството од средниот век. А Охридската чаршија? Зари таа не е душата на Охрид? Во 1835 година во оваа чаршија имало 250 дуќани, а кон крајот на минатиот век, како што вели Бранислав Нушиќ, чаршијата броела 475 дуќани од трговци и занаетчии. И сепак, душата на Охрид е и Самуиловата тврдина, и Свети Јован Канео, и црквата Свети Климент, и базиликата Света Софија, во која во летните месеци секоја година звучи музиката и поезијата, и има ред џамијата изградена на темените на Климентовиот манастир Свети Пантелејмон, но и Охридското Бело езеро.
Кедри и кипариси ја ароматизираат тишината над Охрид. И навечер, кога дува ветрец, особено оној од кај Канео, чиниш дека го чади неговите рапсодии со темјан и со нежен шепот и дека вели: душата на Охрид, тоа сум јас. Вангел Наумовски е познат ликовен уметник не само во нашата република, туку и надвор од неа. Живее и работи во Охрид. Мотивите во неговото творештво велат дека ги црпи од растителниот и животинскиот свет на Охридското езеро. Особено, неговиот циклус во облото обло потсетува многу на флората што се гледа крај изворите на Црни Дрим. Обкружено од сите страни со високи планини, Охридското езеро восхитува со извонредната природна убавина. А и водата на Охридското езеро секогаш бистра ја менува својата боја. Еднаш е бела, друг пат е затворено сина и модра или небесно сина. Во сончевите залези и во квечерините таа е поинаква отколку во утринските мугри и во зорите, поинаква по далгата отколку пред неа. Тоа менување на боите на езерото му дава посебна привлежност и секогаш го прави живо, пријатно и поинакво пред љубопитните гледачи.